Давид Нешковски, човекот кој што ја сака музиката, го сака блузот, го сака рокот, човекот кој што успешно свири гитара, создава своји бендови, создава своји авторски музики, но денеска се одлучи на еден поинаков проект. За што станува збор? Денеска станува збор за една нешто што е ново во Прилеп, што е неотворено до сега. Се работи за една музичка едукација, за едно музичко училиште кое што го организиравме и сакаме да го отвориме во многу скоро, за многу блиско време. Целата поента на ова е да се прошири тоа што ние го работиме, да се едуцира младината како е тоа да се живее во музика, како е тоа да се создава и да се биде дел од едно уметничко дело. А тоа е една многу племенита работа која што верувам дека нема негативни работи, туку само добро може да донесе, може да те натера да бидеш подобар човек, може да те натера да бидеш поразумен и да размислуваш поубаво во било кој аспект на животот, а не само во музиката. Така да ова што го почнуваме е една музичка едукација, музичко училиште кое што неодамна се оформи и за некој ден веќе почнува да функционира, почнува да работи. И се надевам дека ќе прерасне во една добра сериозна институција која што ќе продуцира млади професионални музичари. Музичката школа би опфаќала што? Кои инструменти и кој се е вклучен? Како е замислено најдел кога станува збор организационо? Музичката школа за почеток би опфаќала 5 насоки или 5 определби во музичкава работа, во музичкиот бизнис. Тоа е значи тапани, даваме часови по тапани, часови по гитара, часови по бас гитара, соло пеење и клавиатури. Сите посебно си имаат своји професори кои што се академски едуцирани, значи апсолутни професионалци кои што имаат снимано многу дела, многу албуми зад себе. На тапани професор е Филип Јездич, кој што е апсолутно фантастичен тапанар, одличен во својата дејност. На клавир е Дејан Трајковски, кој што исто е професионалец со кој што сработува долги години. По соло пеење професор Денис Димовски, кој што има настапувани на Евровизија, работи со Македонска филхармонија. На бас гитара е Гараловски Кире, кој што е мој долгогодишен и пријател и многу долготраен соработник да наречам. А јас сум на гитара, значи јас ги земам сите часови по гитара и се надевам дека оваа постава, ова е една сериозна и квалитетна постава која што ќе продуцира добри и сериозни млади музичари. Кој се може да се запиши во оваа музичка приватна школа? Дали има разлика на возраста, дали има разлика во полот, во годините, кој се може да најде место и каква е вашата замисла понатаки со овие момчиња и девојчиња кои што ќе изучуваат музицирање, каква е замислата на оваа музичка школа? Јас се трудам и секогаш кажувам дека музиката не познава граници, не познава возраст, не познава препреки, туку тоа е уметност која што секој заслужува да ја има и да ја почувствува во некој момент од животот. Конкретно кажано, немаме годишна граница, значи не е само за деца или само за возрастни, туку сакам и го ориентирам училиштето да биде наменето за секој кој што сака да изучува некој инструмент или соло пеење. Нормално мора или децата кои што се под предшколска на пример возраст сепак се премногу мали да изучуваат гитара затоа што физички рацете не му се доволно развиени да можат да ги фатат акордите или на пример ако сакаат да изучуваат тапани треба да има доволно физичка големина на телото за да може да ги стигне сите елементи на сетот на тапани. Така да ако дозволува физичкото и менталното, значи до каде е развитокот на едно дете, ние апсолутно можеме да го прифатиме и да почнеме со едукација, да почнеме со часови, така да работиме, имаме запишани возрастни луѓе кои што сакаат и се ентузијасти сакаат да изучуваат, а имаме запишани и деца кои што се многу мали, така да
лепезата на ученици е многу широка и не сме ограничени од возрастна граница. А кога овие луѓе, овие млади луѓе или возрастни луѓе или деца веќе ќе ги научат тајните на музиката, имате ли некаков план со нив со оглед на тоа што ете така да не останат исфрлени само и да научат да музицираат? Врз основа на вашето искуство, како е планот на оваа приватна школа? Целата идеја, целиот концепт на ова музичко училиште е да ги спремиме сите кои што присуствуваат на часовите да бидат музичари кои што утре, ако застанат во бенд, во музичка формација, ќе можат комотно да се чувствуваат и да се снајдат во таква формација. Целата идеја, целиот концепт е да дојдеме до некој ниво на индивидуално музичко познавање, на инструментот или на соло пеењето. Значи да дојдеме до ситуација каде што децата или возрастните, како што рековме, можат да свират течно, можат да свират без болка или без притисок. Во тој момент веќе ние, како екипа на професори, да ја наречам, ќе се трудиме да ги споиме во музички групации со други ученици од другите инструменти кои што ги имаме. Така да, во зависност од напредокот и во зависност од достигнувањата на секој индивидуалец, посебно ние ќе процениме кој колку има напредувано и кој колку може да се снајди во различни музички формации кои што ќе ги формираме. Не значи тоа дека ќе бидат класични бендови каде што имаме тапан, бас и гитара и вокал. Тоа значи дека може само клавир и само вокал, може да значи само ритам секција, а тоа е бас и тапан. Така да целата поента е за на крајот да можеме да направиме бендови, да можеме да му направиме еден и завршен концерт кој ќе се заврши тој почетен курс кој што трае година дена, да можат да излезат на сцена, да се појават во јавност и да бидат комотни на сцена. Ние исто ќе се залагаме да му пуштаме и музички концерти, да гледаат како светските звезди го работат тоа, како Бионси излегува на сцена, како Ед Ширан излегува на сцена, или кои да го слушаат, како Foo Fighters излегуваат на сцена. Така да, поентата е да се развија и таа невербална комуникација помеѓу луѓето, да се развија таа интуиција, која што не само во музиката и понатаму, и да не музицираат, и да не се музичари, во наредните години од нивниот живот, тие ќе го имаат тоа чувство за интерперсонална комуникација, што е многу битно и многу вредно. И за крај, еве, Радио Пела, можност да кажете како е името на музичката школа, приватната музичка школа, каде може да се запишат оние кои што се заинтересирани, каде може да се обратат и информација на колку досега е интересот, бидејќи рековте дека наскоро ќе започне школата. Школата започнува буквално од наредната недела, така да сме во последните стадиуми на подготовки. Музичкото училиште се вика Музичко училиште Матрикс. Сите заинтересирани кои што сакаат да бидат дел од оваа музичка школа можат слободно да го побараат на Facebook. Имаме официјална Facebook страна каде што има контакт телефон каде што можат да се јават, можат да се обратат. Исто може на мејл muzickomatrix@yahoo.com, каде што во рок од неколку часа би добиле одговор и ние би ги повикале да дојдат и на разговор, така да можеме да почнеме со работа ако сакаат луѓето и ако се заинтересирани. Интересот е многу поголем од тоа што очекував, да бидам искрен, затоа што сепак ова е прилеп и се ново во релативно помала средина е тешко да почне, да бидеме реални. Но пројавениот интерес досега мене ме фасцинира колку родители, колку и млади родители со деца кои што се 10, 11, 12, 13 години ми се јавуваат и со ентузијазам, вика, со мерак ќе ги пуштаме да идат да изучуваат нешто што е малце надвор од класичното музичко образование. Сакаме да знаат како е да се свири баш во група, како е да се свири во бенд. Го немало тоа во Прилеп и добивам и многу честитки и за храброста во наводници за проект како мислам од овој карактер. Така да интересот е огромен за сега до еден момент и верувам дека ќе мора и лимит да поставиме затоа што не можеме физички време немаме да ги
групираме сите, мислам да ги наредиме групите во 8 работни часа во денот, така да секој заинтересиран препорачувам ако сака да побрза, ние сме отворени, се уште уписите си се во тек, но до еден момент мораме да ги затвориме тие уписни рокови кои за оваа година, така да страницата на Facebook, на мејл, таму си има и контакт телефони пишано, секој заинтересиран е добре дојден. Ви посакувам успешна работа, честитки, се надевам дека ќе соработувате со Радио Пела. Ви благодарам за поканата, секогаш сме тука за соработка.